Само насмевка, убав збор и прегратка се потребни за децата со аутизам за да се чувствуваат прифатено и денот да им биде исполнет. Зоран Мијалков, родител на 2 деца со аутизам, по повод денешниот меѓународен ден за подигањето на свеста за аутизамот, рече дека ваквите деца пред се треба да бидат прифатени, а потоа со нив многу да се работи како во институциите, така и во домашната средина. Според него, во Македонија бројките на аутистични деца расте, па ако порано на 10.000 деца имало само едно, сега бројката е драстично поголема, што значи дека сега во просек на 36 деца, веќе едно од нив е со аутизам. Па на нас, родителите, ваквите денови ни се тешки, затоа што ништо не значат ваквите денови. Ние цела година живееме со проблем, конкретно за аутизмот. Прво треба да се направи регистар, значи за да знаеш колку лица има со аутизам во Македонија. Што е најбитно, например, еве за аутизмот конкретно? Раната детекција. Рана детекција во Македонија за жал нема. Во градот веќе јас, бидејќи сум запознат, многу мари деца гледам дека се веќе со аутистичен спектар, а родителите уште не се свесни или не сакаат да се признаат за тоа. Значи, рана детекција, после раната детекција, најбитно е да се направат истражување. Во Македонија случајот не е таков. Над 90% од децата се со лош облик на аутизам. Фактички ова е состојба, зошто? Затоа што не се работи со нив. И општините и државата треба да одвојува средства за овие лица. Од вкупно 10 бракови, 8 од нив се веќе завршени со развод, рече Мијалков. Кога на целиот случај во овие бракови има аутистично дете, социјалноста е далеку достапна до самиот родител, додава тој. Многу случаи се еднородителски семејства, значи треба да се работи на психосоцијална и економска поддршка на родителите. Значи од 10 бракови, 8 се веќе растурени, 8 се завршиле со развод затоа што обично поради немањето еве, една фамилија млада да добие дете кое што ќе врезе во состојбата аутизам. Обично, поради тоа што нема каде, едниот родител работно способен е оставен дома. Неопходен е дневен рехабилитацијски центар на ваквите лица, вели Мијалков. Со цел со нив вистински би се работело на секаков план и со основната идеја бидат работно способни. Значи, решение за ова со години јас тоа го зборувам, значи дневен рехабилитацијски центар во кој што децата би биле сместени и би се вистински работело со нив. Значи на секој план би се работело со нив, со крајност да бидат работно способени. Значи, она што дополнително го истакна Мијалков е тоа дека ваквите деца се многу достапни емоционално. Меѓутоа повеќето не се вербални поради тоа што не можат да ги искажат емоциите, многу често паѓаат и во депресија. Во случај кога непознато лице на улица ќе му преговори, ќе му се насмевни, ќе го прегарне ваквото дете, денот неминовно ќе му биде убав исполнет. Тој рече дека единствено што треба е ваквите деца да бидат прифатени во општеството со цел тие се чувствуваат подобро.